мило ми е што почнуваат, меѓутоа ни треба уште малку повеќе време за да посветиме на менталното здравје. Имам клиенти и компании кои што одвојуваат соодветен буџет за своите вработени за да ги искористат дали за индивидуални или пак за некои си групи за личен раст и развој. Меѓутоа, ако што е многу добра практика, затоа што така имаш попродуктивен вработен, посреќен вработен кој што има свое капче, свое безбедно место каде да ги искаже своите емоции и чувства кои што се заробени во текот на работењето и едноставно како да научи да прави баланс помеѓу тоа, помеѓу кариерата, помеѓу работното место и помеѓу животот. Се намалуваат предрасудите дека секој е убаво да посетува психотерапија. Многу од менаџерите на поразвиените компании мене ми се допаѓа не само што имаат организирано пакети за менталното здравје, туку имаат организирано пакети каде што им нудат за физичка активност, а ние кажуваме дека физичката активност е еден составен дел од севкупното здравје на човекот, па е поврзано и со менталното здравје. Добро е да се има такви програми и добро е да се посвети, значи што е можно повеќе внимание на менталното здравје. Бидејќи ментално здрав вработен, еднакво дека компанијата попродуктивна и поуспешна. Како што се инвестира, значи во работната снага, во сите оние најнови техники, технологии, многу е важно да се инвестира во менталното здравје и во оние soft skills.